Има да дадеме признание и ним, затоа што се дел од оваа представа. Подготви Вардар мини церемонија за играчите кои што заменуваат, за Богдановски, за Боно, за Еспиња, за Танковски, за Стаменковиќ, за Марсинијак, за Кавада и за Пинто. Подготви плакети, благодарници. Ова е господски клуб, не ги заборава своите. Ова е рекордерот според титулите во Македонија. Во двете конкуренции. Екипата на Вардар ја освои Десетото коло во плей-оф на преводот, последното коло од оваа сезона. Како што знаете, денешниот надпревод ќе се одвива помеѓу екипите на ракометниот клуб. Почна и официјалното представување, значи освои 16-тата титула во шампионатот, го освои купот во Струмица. Ова е црвено-црна година во македонскиот ракомет и може само да му честитаме на најтрофејниот и да му посакаме успех наредната година во меѓународни рамки. Секако за квалитетот, за перформансот и за сето она што се случуваше оваа сезона, огромен и незаменлив придонес имаат и сите останати екипи. Видовме една богата ферплей сезона, видовме едно првенство кое што сакаме и атмосфера која што сакаме само да се надоградуваат во сезоните што следуваат. Представување на домакинот, ќе оди прв домакинот, забележувате формација во два реда, популарниот шпалер. Го заслужува тоа шампионите. 3 години во низа Пелистер, претходно 7 години поред Вардар. Металург 14-тата, 13-тата Вардар, 3 претходно Металург. Вардар па Металург, односно претходно Металург 8-та, 7-та Вардар се менува со екипата од Автокоманда. 6-та беше Металург, исто така шампион. Пелистер 5-та беше последен пат првак пред 23-та. Вардар имаше 4 титули претходно. Пелистер 2000-та, Вардар претходно. Пелистер 98-та, Преспа 97-та, 96-та Пелистер, 95-та Борец и првите 2 титули за, како што сакаат битолчани да кажат, најракометниот град во Македонија. А сега да представиме екипата на Вардар, новиот шампион. Ова е составот на шампионот ракометен на Македонија. Со број 9, Богдановски. Со број 2, Даниел Стојановски. Со број 4, Никола Боно. Со број 10, Мамаду Кейта. Со број 11, Урош Викториć. Со број 14, Марио Танковски. Со број 15, Милан Лазаревски. Со број 21, Павел Марчика. Со број 22, Милош Малак. Со број 27, Кристијан Анастасовски. Со број 34, Жорко Петро да Силва. Со број 49, Кабуки Кавада. Со број 66, Нато
Судии новый Мактева, Виктор Абрамов и Александр Гришинов из Скопье, делегаты Мактева, Боба Майнов из Кубака Скопье. Пред започнем на преворот. Ръководният Вардар Сакасо, благодарници за Светровски, отдел от играчки от града, които имаме ръководия на екипата по завършването на нова сезона. Най-напред благодарница за Николас Бонов! Ова е стартот на мини церемонијата и признанијата за ракометарите кои што на крајот на оваа сезона заменуваат од црвено-црниот табор, кој што сигурно се дел од историјата, дел од она што не може да се избрише, дел од она што значи континуитет на домашната сцена и секако во следната сезона на елитната европска сцена, каде што Вардар два пати се искачуваше на ракометниот Олимп во Келн. Нуне Финедановски со плакетите за членовите што формално го напуштаат семејството црвено-црно од Скопје, но никогаш нема да се раскине врската која што трае со сите претходни ракометари, која што трае со сите што го носеле дресот на Вардар. Институција од свој ранг е РК Вардар од Скопје. Богдановски, Боно, Еспиња, Танковски, Стаменковиќ, Марчинијак, Кавада и Пинто. Се оние што добија плакети од својот се уште актуелен клуб, од по завршувањето на овој надпревар поранешен колектив. Ке се поздрават двата тима, ке почнат преварот за некоја секунда. Штета што спортската публика во Македонија ќе се осмелиме да кажеме, не може да го препознае овој момент и да ги отпоздрави оние што се гордост на престолнината и секако на Македонија во европски рамки. Еве и подароци за најверните, маички летаат во трибината за оние што го испочитува актуелниот македонски ракометен шампион. Подарок што се памети, подарок што е уникатен, што не може да се купи.
Почна надпреварот, првата топка ја има шампионот. Составот на црвено-црните, почетниот е Боно, со број 13 Митрович, Да Силва, Анастасовски на позицијата на 6-0, еве го првиот удар. Трајковски брани, млако беше ова, безопасно. И првиот напад на Бутел, оди со 9 метри, со број 19, Узунчев шутираше и ќе има продолжение на нападот за екипата на Бутел. Формално домакин на овој надпревар кој што се игра во салата во која што Вардар без друго ги оствари најголемите успеси во клубската историја. Ќе биде тивок, ќе биде мирен овој надпревар. Нема да има некое спектакуларно надигрување. Ево го првиот погодок. Георгиевски за 1:0. Гоце Георгиевски десно. Лево Стојановски со број 2. Тоа се коментарите што Боно ја комплетира поставата, што на почетокот добиваат минути и добиваат шанса на овој меч. Надпревар кој што ќе ја спушти завесата за вардарци, надпревар кој што ќе означи крај на првенството, по кое ќе се размислува за сериозни дострели во годината што следува. Ова е загубена топка, ќе оди Бутел во напад, да го проследиме само овој момент и оваа транзиција која што беше сопрена. Ќе одат позиционо ракометарите во бело, кои што доаѓаат од една од најспортските населби во градот Скопје. Лазаревски со број 18 во игра во дефанзивата. Тоа е таа една замена што се случува кога Боно ја напушта играта на почетокот на овој надпревар. Одлично замислено, но не пројдува додавање. Од Тодески има контра, пеколно е ова, брзо е и суфлист. Елегантно, завршница шампионска на Стојановски. Уште еднаш овој момент за 1:1 Гогов брани. Веднаш го форсира Да Силва. Митровиќ се отвора, добива топка. Митровиќ, Боно се отвори, доби топка, одлично пробиена дефанзивата на противникот за вториот гол за гостите на оваа средба, прв за Боно. Седум метри. Уште еднаш обидот на Михајловиќ, кој што беше фаулиран и ќе оди со број 10 Шилегов на пенал линијата и прекрасно изведен удар за 2:2.
Мирно Тивко позиционно на почетокот на надпреварот, сега пенали за Вардар со број 13 Кеодин Митровиќ, кој што ќе го изведе првиот удар од 7 метри, мощно прецизно. Совладан на Благојче Трајковски за 2:3. Одлично комбинираа домакините, не успеа да реализираат, затоа Лазаревски на средната страна тргна во контра која што е одбранета, пречка за Бутел, одбрана за Трајковски и еве шанса Бутел да стигне до третиот гол и го прави тоа за изначување на 3:3 со погодокот на Каевски. Првите скоро 7 минути поминуваат во изедначен ритам на двете страни. Бутел на последните 5 средби имаше една победа против Тиквеш. Порази од Вардар тука, односно на теренот на противникот и официјално. Митровиќ промашува, нова одбрана, втора за Трајковски. Потоа загуби во Охрид, загуби кај Пелистер во Битола, загуби од Алкалоид. Ударот на Тодески е сопрен, ќе има продолжение на нападот. Додека тимот на Вардар по поразот од Монпелје, кој што стигна по погодок и на спротивната страна. Да Силва имаше низа од 10 триумфи по поразот од Бенфика на 72-и, екипата на Вардар. Потоа загуби од Монпелје со оние огромни, високи, недостижни скоро 33-23. Славеше дома 27-24, Пирово утешно. Потоа победи дома против Пелистер, ја прослави официјално титулата. Загуби кај Охрид, прв пат во историјата пораз од оваа екипа за Вардар, и потоа славеше против Тиквеш пред да влезе во овој надпревар со кој што ќе го финишира шампионатот. 4:4, еве го првиот жолт картон во 9-та минута практично. На влезот од 8-та во... Односно на истекот на... Осмата, влеговме во 9-та минута, полека Митровиќ бие, неодбранливо е ова, втор негов погодок. 4:5. И на спротивната страна се осмели, се осоколи, тргна и погоди Тодески. Теодор Тодески за 5:5 за изедначување. На крајот на ова прва третина од ова прво полувреме, Митровиќ уште еднаш му се игра. Се забележува тоа. Ќе оди на клупа, ќе следи замена, дали ја повреди дланката или не. Затоа излезе од игра. Боно Ѓоргиевски, Анастасовски, Лазаревски, Да Силва и Стојановски се во игра за Вардар, а постигнува погодок со број 42 Дејан Михајловиќ. 6:6. Лазаревски остана во нападот, има 9 метри.
Да Силва со Марчинијак беше таа комбинација, топката стигна до Георгиевски, овој елегантно во свој стил. За 6-7. Не оди нападот на Вардар, одлично е ова додавање за Шилегов, кој што ќе мора да проигра на спротивната страна и таму во одлична позиција Тодор Узунчев, кој што поентира, кој што погоди за 7-7. Во 12-тата минута сме. Боно за Да Силва, Марчинијак. Одлично се отвори Боно, но промашува од изгледна позиција, од чиста. Убаво искомбинирано, на 6 метри беше сам, сега казнува Димитар Узунчев на спротивната страна. Осум спрема 7 води Бутел. Димитар Узунчев, 3 промашувања, по едно Шилегов, односно едно Шилегов. Останатите ракометари на Бутел и во останатите обиди домакините реализира. Георгиевски исклучен, го следите тоа на телопот. Напаѓа со празен гол екипата на Бутел. Марковски со број 6 во игра. И ова треба да биде казна поради лошата комбинација, но нема да регистрираме гол затоа што Да Силва промаши се. Ја погоди мрежата, но она заштитната. Подарок за тимот на Бутел. Избрзан овој удар и можда непрецизен. Напаѓа тимот на Бутел, напаѓа уште нешто над, односно нешто под минута со играч помалку. Уште еднаш со пренападот. Сега Вардар ќе се обиде да пробие и го прави тоа. Марчинијак прв негов погодок. Во првиот обид имаше еден непрецизен удар Лазаревски, Митровиќ еднаш промаши во 4 обиди, Боно 1 од 2, Да Силва
1 од 4 со ова промашување кое беше еквивалент на промашено море од пристаниште. 9:8 е во моментот во 15-тата минута. Напаѓа Бутел. Одличен удар и прекрасна реализација е ова. Не им оставајте простор на играчите во бело, затоа што го користат тоа, имаат +2. Тодор Узунчев, прецизен. Три од 3 има досега на овој надпревар ракометарот на Бутел. Боно, да Силва. Боно тргна сам, но брани Благојче Трајковски, отвора контра за својата екипа. Оној кој што немаше промашување до сега му подари жива топка на Гогов, враќаат вардарци и Боно. Е добар гостин на овој меч. Реализира Шилегов. Втор негов погодок. Сакаше силно и многу прецизно, на крајот сето тоа отиде во неврат, шутираше Кеита. Не е многу ефикасен тимот на Вардар на почетокот на овој надпревар. Гогов има 3 интервенции во 14 обиди кон неговиот гол. Трајковски има 4 од 12. Боно 1 од 3, Да Силва 1 од 4, 3 од 4 Митровиќ, 0 од 1 Кеита, 0 од 1 Лазаревски. Марцинјак погоди во единствениот обид, исто и Георгиевски, сега гол на Кеита. Стојановски погоди, оној атрактивен погодок. Излече 9 метри. Димитар Узунчев. Огромен успех е пласманот во Суперлигата, во плейофот, така наречен на екипата на Бутел. Тимот на Тиквеш исто така. Само да проследиме ова акција. Георгиевски има човек пред себе, ќе мора да забави, но Боно доаѓа од втор план и реализира за 11:10. Сериозен е овој резултат и пласман во ова друштво, заедно со Вардар Охрид, Пелистер, Алкалуид на Бутел и на Тиквеш. Од година или од следната надпреварувачка година во Бутел се најавуваат нови ветришта. Стојанче Стоилов ќе биде новиот тренер. Кеита повторно е прецизен. Тоа ќе биде и првиот ангажман на Стоилов како прв стратег на еден клуб. Нова мисија во неговата кариера.
на местото на Горан Кузмановски, кој оди на Кипар. Стоилов е дел од стручниот штаб на нашата ракометна репрезентација, машка селекција. Ке почне своја нова страница во кариерата, во спортското наследство што го остава. Му посакуваме многу среќа, многу успех. Потребни се сериозни предиспозиции, пред се психолошки, за да се издржи на една таква позиција и на таков еден предизвик, да му се погледне в лице. Оди Вардар преку Боно, нема погодок, затоа што ја регистрира својата петта интервенција Трајковски во 16-тиот обид кон неговиот гол, а на спротивната страна остана топката вон мрежата, ја забележа петтата интервенција Гогов. Тайм-аут. Goce, Uroš, Mečka, Keita, Jaka, Bono. Without change. Jaka left back. This is the position. 4-5 in transition, or 5-6 to play open situation for Uroš. So what we need is more intensity defense. So 13 goals. 2 easy fouls, we don't move, we don't communicate, we don't have intensity in defense. Let's go. За кого? Ова е одбраната на голманот на Бутел, Трајковски. Многу искусно се постави во оваа ситуација, а забележавте, слушнавте, ова се немладите навијачи на Вардар, момчиња, девојчиња кои што сигурно уште многу години ќе поменуваат низ салите. Расадник најавена како реставриран оригинален дом на Вардар за следната година. Европа сепак ќе ја гледа оваа арена, додека таа ќе биде за домашните надпревари. Ќе биде тоа вулкан, како што беше некогаш не освојува тврдина среде Скопје. Малу се во игра, Лазарески доби топка и атрактивно завршува за првиот свој погодок во вториот обид, односно 13-12 во моментов во 22-та минута од оваа средба. Недостасува уште публиката, има време до крајот на овој надпревар. Може би во текот на второто полувреме, кој знае, може и ќе изненадат. Боно реализира 14-13 за Николас Бонова, е третиот гол во шестиот обид. Вардар 16, Пелистер 9, Металург 6, Борец и Преспа по една титула. Некои други имиња, односно Пелистер сигурно во Републичката лига, во некогашната заедничка држава, беа на пиедесталот работнички на почетокот на ракометната историја на Македонија, потоа Графичар, Пелистер, Тиквеш, Борец, Пролет, Вардар 75-та првпат се искачи највисоко во Републичката лига. Електромонтажа
Струга, Овчеполе, Струмица, 91-та. Кеита се обиде атрактивно. Одлично создаден вишок, но Гогов тоа го анулира. Шилегов не успева, нема фаул во напад, Боно беше присебен. Кеита сега од многу поизгледна ситуација и ефектен овој напад за 15 спрема 14. Немаме интензитет и контрола над играта, сугерираше Чупич на тајмаутот, што го гледавме претходно на Вардар. Шампионот не смее да дозволи изненадување на овој надпревар. Сезоната мора да се заврши во висок стил. Но тоа мора е условно и во наводници. Брани Говов, две интервенции едно по друго, Боно па Митровиќ, Митровиќ за Малус, Малус за Кеита, Кеита излезе од полето за игра и ја подарува топката на противникот. Митровиќ фаулира, Узунчев на подот, ќе има тајмаут за Бутел. Значи, слушаш. Значи, застани класично 4-5. Со еден дриблинг само застани поблиску до гол на 10 метри. Со еден дриблинг поблиску. Вториот пат, ако не успеш, вториот пат кецо. Значи, вториот пат само поблиску тоа. Трета работа. Тодор, ако не одиш на шут, мораш према средина да се враќаш. Марко, не гледај дали е гол. Не гледај дали е гол на брза измена. Значи, вториот пат. Само мораш да бидеш поблиску до гол. Без пас. Договорено. Ако не пројде Тимер, брзо враќање назад. Јас ќе заставам на лепек изолација за мене кај малку што. Ајде. Рака! Многу спорти оваа недела на македонската телевизија. Почнавме со Македонија Силекс и работнички тиквеш. Денеска Бутел и Вардар, ракомет, претходно последните дуели од 33-та рунда во македонскиот фудбалски шампионат. Пелистар Клавит утре од 18 часот, потоа фудбал Босна и Херцеговина Македонија, петок 20:30. Сабота, Final Four на Европската лига, Монпелје Кил и Мелсунген Фленсбург во живо на македонската телевизија и македонскиот бисер, 50-тото јубилејно издание на боречката манифестација, престижна, не само кај нас, туку и во меѓународни рамки. Баражот Брера Скопје и Пелистер Шкендија, двата баражи од македонскиот фудбал во живо, односно едниот во живо, едниот ни снимка на македонската телевизија, финалето на Final Four на Европската лига, потоа Охрид и Тата Бања од 20 часот во ЕХФ купот во финалето. Ќе атакува на првата титула во историјата македонскиот спортски бисер, а втора во ЕХФ купот за Македонија по триумфот на Алкалуид. И следната недела почнува исто така со спорт, со фудбал, Турција, Македонија, понеделник на први. Каде ако не на македонската телевизија. Одлично го прочита Малус. Панданот на спротивната страна по број на грбот. Гогов пак чита
каде ќе оди акцијата на противникот, лов додавање, Георгиевски оставен сам, но ова беше ноншалантно за присутниот, прецизниот и прибраниот Трајковски, кој што царува на гол линијата до сега на овој меч. (17-15), а голманот на домакините веќе има 10 интервенции во 25 обиди кон неговиот гол и ова е сериозен процент на успешност на чуварот на мрежата на Бутел. Но овој Вардар игра во лер, игра стихино. Боно, Гогов одбрани претходно, Боно нема гол, има 7 метри. Седма интервенција за Гогов. Митровиќ на линијата, 7 метри, еднаш погоди. Еве го и втор пат е прецизен. Четврти гол во шестиот обид за Урош Митровиќ. Штета што Горига и Малус не беа во составот за дуелот кај Монпелје. Тоа ќе беше сосема поинаква приказна, но беше ова исцрпувачка сезона за Вардар, долга, напорна на сите фронтови. 2 од 3 не е така лошо, домашните титули освоени. Погодок за Димитар Узунчев. Следната сезона со далеку повисоки и посериозни предизвици. Црвено-црната екипа. Ова беше трет гол за Димитар Узунчев. Односно, втор гол за Димитар Узунчев, простете, во шестиот обид. Лоша комбинација во нападот, Малус ја прифати топката, го презеде поседот и казната е тука. Јака Малус, чудо од ракометар, прв негов погодок на оваа средба. Моторот на Вардар, класа сама за себе. Не велиме секако над некого, туку едноставно уникатен ракометен бисер. Словенецот во составот на македонскиот шампион, има 2 минути исклучување за Митровиќ, ке почне второто полувреме за Вардар со ракометар помалку. Да видиме дали ќе важи погодокот. Да, регистриране на семафорот, 19-17 по 30 минути игра, последна рунда во македонското ракометно машко првенство. Бутел и Вардар. Бутел како домакин, Вардар како гостин игра Војане Сандански. Да се одбележи крајот на сезоната за црвено-црните, за првакот, за шампионот. Се враќаме по паузата на полувремето. Останете со нас, малку хайлайтс, малку музика и потоа вторите 30 минути од оваа средба.
Пехарот и медалите ќе бидат доделени на крајот на овој надпревар за шампионот. Председателот на РФМ, генералниот секретар се тука. 19-17 води Бутел по првото полувреме. Пет гола за Тодор Узунчев, по 3 за, односно 3 за Шилегов, 2 за Димитар Узунчев. Михајловиќ 6 од 6 во првите 30 минути. Кај Вардар Митровиќ 4 од 6, најдобар стрелец. Кај условно гостинската екипа, Шилегов уште еден погодок за него. Ева таа ситуација од десна страна. Валах Немокен, второто полувреме е негово, во првото Гогов имаше 7 интервенции во 26 обиди кон голот на Вардар. Плюс 3 има екипата на Бутел. Во првата, веќе сме во втората минута од второто полувреме. Еден од оние што наредната сезона нема да игра за Вардар. Кавада ја загуби топката, казни домакинот. Со играч помалку е Вардар по исклучувањето кое се случи на истекот на првото полувреме. Прецизно сега Кавада. Ова е негов прв обид и прв гол. Дваесет и еден од 15. Валак брани. Марцинјак Кавада се отвора контра. Ја добива топката и дали ќе биде прецизен. Така е во оваа транзиција одлично. Се снајде Анастасовски за 21-19. Нема нов погодок за Кавада, има само загубена топка. На 3+ и напад е тимот на Бутел. И одлична акција, вишок лево, на крило. Уште еднаш оваа ситуација за Каевски и за +4 за белите. Единаесет 2-18 пред овој надпревар беше скорот на Бутел. Валак брани сега одлично се постави. Ја смири оваа топка практично со навремената интервенција. Уште еднаш претходно голот на Стојановски и новиот погодок на Вардар. Навреме во кадарот Малус, несопирливиот MVP, најдобар стрелец на турнирот во Струмица. Чудо од ракометар, кажавме, еден мирен карактер, но експлозивен спортист, кој што не остава ништо на случајноста, тогаш кога е најпотребно, во најдобра форма за Вардар.
Уште една штета што на мечот со Мопелје не игра тој Игор Ига. Во првиот надпревар погодов. Ова се бројки, има 2 минути. Анастасовски ќе оди во аут на клупа, затоа што го влечеше стрелецот на голот, Димитар Узунчев. Мало стор гол во третиот обид, а Узунчев трет во осмиот. Кавада Митровиќ чека топка, не ја добива. Лазаревски, Малус, влече тројца на себе, отворен е патот и прецизен Митровиќ. Сосе топката во мрежата, голманот на Бутел, Благојче Трајковски останува на 10 интервенции. Митровиќ 5 гола, најдобар стрелец кај Вардар. Одлично искомбинирано од условно погрешната нога, но прецизен е Каевски. 3 од 3 имаше пред оваа акција, сега има 4 од 4, а максимално е прецизен на овој надпревар. Одлично спушти и Кавада за Лазаревски, кој што е прецизен. Пред гол во обидот број 4. 25 спрема 22. Седмата минута од второто полувреме или 37-та тече полека. Завршува сезоната во македонскиот ракомет. Беше возбудлива Емет Цепелин сега во вистинско време да не разбуди оваа акција на Бутел и овој погодок на Тодор Узунчев и статива сега. Ова се минути на Бутел. Ќе ја смират судиите ситуацијата. Топката е за Вардар. Малус. Нов погодок. 26-23. Анастасовски го постигнува вториот гол во вториот обид. Не може Валак да го сопре овој удар. Продолжува канонадата на домакините. 27-23. Некако стабилно е сега ова водство од 3 до 4. Митровиќ ја прекинува радоста на Бутел. Максималната предност беше 4 позитива во неколку наврати. Митровиќ го
постигна шестиот гол во осмиот обид. На 75% реализација. 9-та минута тече. И прецизен е и во петтиот свој обид. Крилото на Бутел. Каевски. Враќа на брзина Вардар на спротивната страна. Пинто. Прв обид, прв гол. Чекори се ова. Гради Вардар импресивна екипа за следната сезона. Кавада е прецизен, Абделак Левар. Се буди малобројната публика во Јане Сандански. Малоц прецизен. Почнавме да зборуваме за засилувањата. Фадуил исто така Помаштар доаѓа во Скопје на голманската позиција. Шилегов се обиде, но прочитана е неговата намера. Магно три потега. Кавада финишира за изедначување. Ова е Вардар, ова е машинеријата која што меле се пред себе оваа сезона. Ова е тимот кој што можеби не наликува на најславните денови, но сигурно е импресивен колектив за регионот, за Европа. Дечовски и Поповски се исто така имиња кои што ќе дојдат во црвено-црниот состав во сениорската екипа. Едниот од подмладокот, едниот од Мултиесенс. Има што да научи Никола Нечовски од Јака Малус и од Матео Фадуил и секако од Иван Чупич.
Нема погодок. Стојановски е непрецизен. Тор негов обид, постигна еден погодок. Малус. 9 метри. Тайм-аут. Pinto, Uroš, Kera, Pečka, Mario, Danko. Danko or Kavada change defense attack. Okay? With Kera, now you play defense attack, you only defense. Okay? Okay. So, in contra-attack, Danko or Kavada or Uroš wait for goal or goalkeeper. We just played open situation. For two, with two pivots then we're gonna change. Up. Ajde, guys, more. Let's go. Вардар води 28-29. Од почетокот на сезоната Вардар загуби од Пелистер на воведот во шампионатот во надпреварачката година еве. Потоа сезоната ја почна победнички и победите траја се до дуелот со Кристијанштад на 11 ноември. Значи до ноември не знаеше Вардар за пораз од 5-9 во Суперлигата. Струга, Пелистер совладани нагости. Односно Пелистер 2, простете, па Охрид, па Тиквеш, па Пелистер дома. Радовиш, Прилеп, Сесвете во Европската лига. Куманово, Тулуз нагости. Бутел дома, Пролет, Алкалоид. И дојде тој пораз 32-31 од Кристијанштад. Потоа совладана Струга, па Кристијанштад дома 35-30, па Еврофан Пелистер 2 дома. Сесвете нагости, Охрид нагости, Тулуз дома. Тиквеш и 10 декември поразот од Пелистер. Потоа 6 победи, па поразот од Бенфика. Па 10 победи, па поразот од Монпелје. Клучна за титулата, победата во Битола. Во март месец, таму на средината, некаде 15 март беше 22-27. Нова низ започна на Вардар дома.
по победите против Бенфика и кај Мелсунген. Совладани Пелистер, Охрид, Тиквеш, Бутел, Алкалоид. И тогаш дојде тој пораз од Монпелје и пировата победа дома. Променлива форма потоа на крајот, веќе се беше јасно, пораз од Охрид, во Охрид, победа дома со Пелистер. И тоа убедлива 34-19. Валак Бранинок има 7 метри. Слободан Тиквеш и ова е крајот на сезоната за вардарци. Сигурно ќе сакаат победнички да ја завршат ова надпреварувачка година. Валак инспирирана од малобројната, но гласна публика во Јане Сандански. Го чекаме расадник да видиме дали ќе биде како некогаш. (30-31). Пинто втор гол. Има нова минута одмор. Само не губи фокус на суди и не објаснувај. Остани сконцентриран. Овдека, ако остане кавада 5 и 6, само види Моусе пошироко, не види. Значи пошироко и поблиско и паралелно и нападни го полукружно за овдека да го донесеш. Договорено? Сега, намести го. Може сега. 3-4 и нападни го како бек овдека, а Тодор да го нападиш покрај блокада, а ти високо застани овдека. Ако е така, јас директно на такера, ти од 3-4 префрлиш 4-5, он ќе ти на тебе. Втора работа, во одбрана. Излези по-високо, јака затварајте, слаба спојувајте, трска. Ако направи дриблинг, јапонецот кога ќе те напаѓа, врати се 3 кори назад, го се врати назад. Ништо нема што да изгубите, само уживајте. Рака! (30-31). 50-та минута тече. Напаѓа Бутел. На големиот семафор во Јане Сандански стои шампиони 2025-26, еден живот, една љубов, шампионската слика, фотографија од колаж од лицата на ракометарите на Вардар. Ќе остане во напад Бутел, 30-31.
Лазаревски со подарок за упорните околу 100 комити кои што се може би не од оние најжестоките, но сигурно големи љубители на ракометот, на спортот, на Вардар. Пресече Танковски. И одлично беше ова додавање за реализација на крајот. Михајловиќ 8 од 8 има на овој натпревар. Кавада непрецизен, нема фаул, нема 9 метри, нема продолжение на нападот. Бутел оди напред, гол предност има Вардар. Ако се игра вака до крајот, мириса на реми. Го користи моментот и моментумот тимот на Бутел во оваа инспирација и во огромната желба на вардарци конечно да се одморат, да заврши оваа натпреварувачка година. Загубена е сега оваа топка, Кавада контра е ова, пребрсе, помина покрај фаулот и постигнува гола за обидот. Неспортски да го спречи својот конкурент, опонент, противник, заработува исклучување Трсунов. Замам након лицето на Кавада. Може би имаше и минорен контакт. Со 11 во игра е Давид Јаневски. Узунчев, па Јаневски, Узунчев повторно Јаневски. Нема топка на крило, има пробивање. Не се брои нормално ударот. Има 2 минути за Бутел, санкција. Ова е акцијата претходно и одлично поставени од Стојановски кој што го изнуди овој фаул, ова пробивање, ова офанзивна грешка на Бутел. Метри. (31, 34) и сега тешко дека ова Бутел ќе успее да го надополни.
Вардар во лере едно, а веќе во прва е друго. Валак го прочита ова, ја смирува топката. Шилегов не успеа. Марчинијак. Загубена топка на голот на Бутеле Трсунов. Го гледавме на светското првенство за средни училишта, ракометно, каде Македонија го освои златото во Скопје, во оваа иста сала. Во финалето совлада на селекцијата на Израел. Убава најава за иднината на македонскиот ракомет, но далеку се тинејџерите од височините, затоа што мора многу напорно да се работи. Мора многу да се жртвува од животот со цел да се стигне таму каде што, например, беше Вардар 17-тата и 19-тата. Погодок на Јаневски во првиот обид, прецизен. Негов прв гол, уште 4 минути до крајот, сега точно 4, 32-34. Има погодок. Уште еднаш Трсунов немоќен. Марчинијак 32-35, има тајмаут за Бутел. Само едно има прашање. Слушајте, Стојчич. Хвала ви многу, вие за мене сте шампиони. Во секој поглед сезонава. И што завршиме на тоа место. Договорено? Хајде. Хајде! Рака! Бутел! Ова беше тајмаут со една реченица, една но живот вредна. Тренерот кој што заминува, кој што ја остава палката на Стојанче Стоилов, им честита на своите избраници, на играчите, на членовите на ростерот. Сериозен е овој успех и пласманот тука меѓу ова друштво во елитата во Македонија. Нека биде ова поттик не само за Бутел и за Тиквеш, туку и за сите останати екипи. Малку ни недостасува многу сериозно да му се представиме на светот ракометно. Ракометот кај нас е национален спорт број 1. Може би не е... Да видиме само оваа контра на Вардар. И Трсунов е поуспешен во овој контранапад на Пинто, кој што остана на 2 погодока во третиот обид беше ова негов. Може би не Бундеслига, може би не нешто слично, но многу квалитетно можеме да и се представиме и на Европа и на светот со малку идеја и ентузијазам и работа. Зошто да не размислуваме и селекцијата да стигне таму каде што беше репрезентацијата 2012-тата во соседна Србија. За еден гол не избега полуфиналето. Многу повеќе услови и ресурси има сега во денешно време да се развиваат ракометарите. Општеството е отворено, светот е слободен, нема граници. Може многу да се научи, може многу да се прими од најуспешните. Многу лесно се доаѓа до податоците, до знаењето, до содржината и суштината на ракометот, на спортот воопшто. Потребен е само модел и работа, ништо повеќе. Нема гол. Ја искрши пречката Танковски.
Последни 2 минути без 15 секунди. Вардар ја слави 16-тата титула во шампионатот. Уште еден погодок. На Јаневски. Помалку од половина минута до крајот, 27 секунди, ќе има удар од 7 метри. Шампиони се ори од трибините во Јане Сандански, околу 500 љубители на спортот, 100 верни навивачи на Вардар присутни на ова шампионско славје. На трите титули од Републичката лига, 59-та и 60-та под името Графичар, преименуван 61-та во Вардар, 75-та првпат се искачи на републичкиот пиедестал оваа наша екипа. Додава 16 титули, 16-та, 25-та, 26-та, во Македонската ракометна лига. 99-та, 2001-та, 2-та, 3-та, 4-та, 7-та, 9-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 21-та, 22-та и по пауза од 3 години 26-та се враќа Вардар таму каде што му е местото. 18 купа има освоено со овој 26-та, на кој бевме сведоци во Струмица во живо на македонската телевизија. 97-та, 2000-та, 1-та, 3-та, 4-та, 7-та, 8-та, 12-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 21-та, 2-та, 3-та, 5-та и 26-та. Супер купа од 17-та, 18-та, 19-та, 23-та, 4 титули за Вардар. Лигата на шампионите, 16-та, односно 16-та, 17-та сезона и 18-та, 19-та, 3 Final Four-а. Трето пласиран во купот на победниците на куповите. Во СЕХА 5 титули, 12-та, 14-та, 17-та, 18-та, 19-та, 3 пати второпласиран. Супер Глоб 3, 2 трети места, 17-та, 19-та. Десет двојни круни, една тројна. Вечно ќе се памети таа сезона, 16-та, 17-та, 34-36. Победа против тимот на Бутел. 8 од 8 Михајловиќ, најдобар стрелец, кај домакинот на овој надпревар и
воопшто на мечот најдобар стрелец, по 6 гола, односно 8 гола Узунчев, Тодор, 6 Шилегов, кај Вардар 6 гола Митровиќ од 8 обиди, истиот учинок го има и Кавада, 5 гола Лазаревски од 6 обиди. Балак 11 интервенции, 10 Трајковски, Трсунов 1, Гогов 7. Комбинирано голманите на двете екипи, првиот и последниот во составот на Вардар. Ги чекаме медалите, го чекаме пехарот, шампионскиот трофеј. Она што Вардар го одработе оваа сезона, она за кое што Вардар копнееше 3 години, Пелистер доминираше, апсолутно заслужена доминација на битолската екипа, која што беше доминантна во бројот на трофеите и во Републичката лига, заедно со Работнички. Од осамостојувањето првите две во витрината на Пелистер. Во првите 6 сезони Скопје не знаеше за трофеј, се до триумфот на Вардар, 99-та. Потоа и Металург се вмеша во оваа категорија на шампиони. 16 титули Вардар, 9 Пелистер, Металург 6 по 1 Борец и Преспа. Победничкиот пијалог. Шампањот во рацете на вардарци. Штета што оваа арена е празна на овој ден. Медалите за шампионот ги доделува председателот на надпреварувачката комисија при Ракометната федерација на Македонија, Бобан Мајнов. А пехарот ќе го додели председателот Александар Стефанов. Квин во позадина. Аплаузи на отворена сцена. Насмевки. Олеснување по завршувањето на тешката надпреварувачка година. Подароци, мајчки, дресови за публиката. Заемна почит, спортска љубов. Ова е спортот, тоа е гранката од човековото живење која по дефиниција треба да обединува, треба да оплеменува, треба да биде најубавото нешто. Некои велат споредно, но за оние што го живеат и што дишат со спортот, спортот е се во животот. Масовна хипноза предизвикува во светски рамки секое спортско надпреварување, особено фудбалот, па и кошарката, а кај нас ракометот не хипнотизира
особено во јануари кога нашата репрезентација е дел од големите надпреварувања, кога нашите клубови во текот на годината играат во меѓународни рамки, кога омилениот клуб во градот игра дерби средба во домашното првенство, тоа се денови, часови кои што остануваат врежани во мислите и сеќавањата на оние што го сакаат спортот, а имали човек што не сака спорт. Во каква било форма и од кој било аспект. Креаторот на овој тим, Иван Чупич, со недоверба се гледаше на него на стартот на сезоната, но ја врати миленикот на публиката во Скопје, довербата кај најверните, кај раководството, кај сите и во клубот и во македонскиот ракомет, затоа што покажа дека оваа негова формула носи резултат и на вистински испит ќе биде во текот на следната надпреварувачка година. И останатиот дел од раководството на Вардар, оние што не се гледаат, но што се пилари, столбови на оваа организација, оние што макотрпно деноноќно работат Вардар да биде тоа што е. Честитки за сите, ова е една голема фамилија, организам кој не може да постои без кој било дел. Еве го моментот кога големиот пехар оди во рацете на црвено-црните. Ова е славие кое што Вардар го заслужи, ова е славие кое што од Александар Стефанов оди во рацете на Гоце Георгиевски. Моментот на вистината, моментот за незаборав, моментот што е точка на ова, на домашна сцена, успешна сезона. Преодниот пехар кај Милан Лазаревски. Двојна круна, шампањ, прослава, честитки за Вардар. Тука, почитувани гледачи, завршува преносот на македонската телевизија. Бидете со нас и во деновите што следуваат, иако температурите растат, тоа нам не ни пречи. Постојано сме тука за вас од сите арени спортски во Македонија, слика од меѓународни рамки, меѓународен сигнал за уживање на програмата на македонската телевизија. Вардар го совлада Бутел со 34-36 во последното коло од домашното првенство и со тоа ја круниса оваа сезона со точка на надпреварувачката година, победа која што беше очекувана, победа која што е апсолутно заслужена, двојната круна во витрините на Вардар, двојната круна за црвено-црните кои што наредната година ќе имаат и тоа колку предизвици, особено во Лигата на шампионите. Се гради нова екипа, се очекува Вардар во ново руво да ја представува Македонија. Останува да видиме колку ќе се одморат вардарци и како ќе комбинираат во текот на преодната фаза од оваа во наредната сезона. Честитки за сите екипи. Македонија одамна немала, можеби и никогаш вака интересно првенство. Македонскиот ракомет оди напред со крупни чекори. Толку во овој пренос, почитувани, уживајте и понатаму со спортската понуда на македонската телевизија. Пријатно!